Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Еден поздрав од престолнината на Микена. Еден поздрав од Прилепец, од Пели. Како сакате, кажете го. Ама треба да работиме на вистина и овие аргументи, овие факти, што можеме побрзо да ги обелодениме и представиме пред целата светска цивилизација. Многу пати сум кажал и пак ќе кажам, а тоа е дали случајно сме во Прилеп. Не. Ова дело, кое што е единствено на земјината сфера, е дело кое што е поврзано со древните микенци, со древните македонци, каде што најжестоко во наредниот период ќе се спротиставиме на целата светска конспиративност, каде што со факти и аргументи ќе докажеме дека микенците се македонците, а дека Прилеп го заслужува сето тоа. Од овде, од Прилеп, во наредниот период ќе го продолжиме нашиот пат, за електронскиот попис на сите македонци во целиот свет, а единствено со петицијата за електронскиот попис на сите македонци во целиот свет ќе потпишуваме и за национално наше знаме 16 кракото сонце. Значи, втор град после Китино Кале, после Мкичево е Прилеп, за кој што ќе одредиме датата, кој ден ќе биде и каде ќе бидеме со презентација и трибина на Владо Павлов. Уште еднаш ви благодарам на сите за што постоиме денес во ова време на промена на ерата на темната риба во ерата на светлата водолија. Уште еднаш Прилеп и Македонија нека бидат среќни, да ја сакаме Македонија. А за тоа имаме докази, имаме факти, имаме аргументи и ќе докажеме дека микенците се македонците, така да приказките околу Тројанската војна со Шлейман и со Анадолија и Турција за многу брзо време ќе паднат. Приказките за Агеменон и Миној дека се ахајци, грци или не знам какви или не, и тие ќе паднат, затоа што не може Агеменон и Миној да кренат од оному каде што се представени денес, поради тоа што после Тројанската војна ние имаме една голема преселба на народите, затоа што тој простор каде што биле Агеменон и Миној не ја представува фалсификуваната светска конспиративност, просторот бил ненаселен. Што значи дека населеноста на оној простор од каде што наводно кренале Агеменон и Миној, денес по светската конспиративност во тој временски период не бил населен. Тој Пелопонез се населува после Тројанската војна. Од овој доказ има само поголем доказ, а тоа е дека таткото на историјата, од Херодотова историја, јавно пишува и кажува дека од неговото време до времето на Тројанската војна имало 800 години размек, а додека од времето на Херодот до Дионис имало размах од 1600 години. Овој доказ од Херодот треба да биде врзан во крпче од сите нас македонците. И треба да се водиме со него. Затоа што со овој доказ ние докажуваме од Херодот
дека македонците постоеле 700 години пред Тројанската војна. Овај доказ од Херодот ја потврдува и целата ова вистина за Маркови кули, за Трескавец, за Селачка планина, за се оно што значи Микена, кое што настанала претходно од Миноја. И не случајно овде го имате наметнатиот, измислениот, лажниот крале Маркович или не знам како не. Затоа, ако некој треба да биде највеќе среќен, треба да бидат среќни оние граѓани од Прилеп, кои што живеат на Варош, а тоа е стариот дел и престолнината на микенците, која што е поврзана со Маркови кули, а богами и со Трескавец. Ова вистина ќе ја докажуваме сите заедно, за ова вистина ќе се бореме, затоа што Херодот така напишал. И доказ дека од овде кренале во борба против своите браќа, во една голема братоубиствена војна, позната како Тројанска војна, и истата таа била на Авала и Белград, како преместена престолнина на Дарданија од древниот јог, од денешно Скопје. Затоа, македонци, сакајте се, почитувајте се, бидете љубов и новата ера на Водолија, без воскреснувањето на вистината за Македонија не може да започне. Тоа значи дека ако и понатаму останеме пасивни пред вистината, ќе чмаеме во ова темна ера на рибата. Ајде сите заедно да кренеме со вистината, сите заедно да се бореме за Македонија, затоа што Македонија е земја која што потекнува уште од пред Тројанската војна. 700 години пред Тројанската војна, од нашиот родоначалник, од нашиот цар на царевите и крал на кралевите Македон, кој што е син на Дионис, а Херодот јасно пишува во неговата Херодотова историја дека од неговото време до Дионис имало 1600 години, а од времето на Херодот до Тројанската војна имало 800 години. Тоа е доказ дека синот на Дионис живеел и творел 700 години пред Тројанската војна. Тоа е доказ дека микенците од Прилепско и од Пелагонискиот дел дека се македонци. Тоа е доказ дека целата она грчка лага со Атина, со нивната Спарта паѓа во вода, затоа што ако од овде кренале Агеменон и Миној, од Прилепско кренале, тогаш преубавата Елена ќе ја бараме на Осоговските планини, во убавата држава некогашна, во времето кога Микена постоела овде, во Кочанско-Осоговскиот дел постоела Спарта. Затоа имаме и прстен, кој што е представен со созвездието на Плејадите и со лав, прстен кој што припаѓал на спартанскиот крал Леон, а погребан во Мородвис. Затоа ги повикувам музеот на Република Македонија и овие парфемисани диви копачи да ни го покажат прстенот пронајден златен од Мородвис, кој што го символизира спартанскиот крал Леон, за да и веруваме на нивната самопожртвуваност за Македонија. Истите оние кои што денес ве манипулираат, дека отоманите имале символ среќа на животот помеѓу две афионски чушки и дека мермерот од Мармара турско е оној од кој што е направено украденето од увара довлечени среќа на животот во Кочани. Секто Кочанска, спиете ли мирно? Не само институциите, и Бог ви дише на врат на сите вас, злобниците, кои што работите против воскреснувањето на Бела, а Бела е денешно Кочани. А ти, јаготка Деко,
кои што те викаат газда деко. Чичо Владо, како што ме знаат Кочанчани, има изненадување за тебе. Каде што јавно и гласно ќе кажеш, кога ќе објавиме една списа, докаде воде и зошто воде сето тоа до пулс. Кочанско секто, спиете ли мирно?